Прво, нели, фала ти што дојде и што беше денеска, тоест што си дел од хероите. Имаш огромен резултат и сакам да го споделиш со армијата, сакам да им кажеш на кој начин функционираш, како си се snашла во програмата и мислам дека ќе им биде стварно од помош. Која е Мартина, од каде доаѓа, колку години имаш, дали си мажена и што сакаш да ми споделиш? Прво да ти се заблагодарам за поканата, стварно ми е многу мило што ете официјално и конечно те запознав. Многу ми е мило, значи, стварно ми беше задоволство да го прифатам ова. Која е Мартина? Мартина е, ајде да кажам, 30 години, скоро 30 годишна жена, мажена сум, да, имам 2 дечиња, 3 години и сега за брзо годинка. Вработена сум во Централна кооперативна банка, работам како стручен соработник за благајничко работење. Па, тоа, у принцип, тоа е така која сум јас, те така накратко да кажам, значи. Која беше Мартина пред да ги дознае програмите? Па, значи, ајде ќе кажам на некој начин, да, бев спортски тип, многу често вежбав, тоест не многу често, искрено 2 години бев редовно оде во теретана. Многу често пешачев, значи ми се случуваше од дома до работа и од работа назад одам пешки, гази баба ми беше, значи, редовна. Единствено, ајде да кажам, исхраната малце ми беше проблем, да, значи, од една страна знаев што да јадам, меѓутоа кога ги запознав програмите на Ана, уствари сватив дека многу сум правила грешки во однос на мешање, значи еден производ со друг производ што не се мешале. Немав некој специфичен голем проблем околу килажата, се до втората бременост, каде што нели се случи ковидот, ковид мерките, останав дома, не одев на работа, да дојдам до искрено на пораги да отидам со 90 кила, што беше за мене, ајде да кажам, еден вид на колапс. После се случи, нели, од кога си се породив све, да сум 78 килограми, што реално мене ми смета и никогаш во мојот живот јас не сум била со 78 килограми. Значи, доаѓа момент да облечам чизми до пола нога и чизмата не влага. Едноставно се решив дека сега е моментот да прв пат во живот, значи ја до сега не сум била стрикна на некоја програма, нешто свое да искомбинирам, меѓутоа сега више беше моментот да почнам со нешто и прво нешто што беше, викам, ова ќе бидат програмите на Ана дефинитивно. Фала ти. Дали кажа дека претходно си немала проблем со килограмите, туку тоа е нешто од скоро, за време на короната, за време на втората бременост. Да. Значи тоа беше прв пат кога ти се соочи со вишок на килограми. Прв пат. Може некој краток период, нели оној пубертет период, кога едноставно те тера организмот да јадеш, не се контролираш, меѓутоа и тоа беше кратко. Потоа си ослабев и стварно не сум имала некој специфичен проблем. Јас во принцип сите што ме знаат дека сум слаб човек. Меѓутоа сега можам да кажам дека никогаш во живот вака не сум била слаба, значи дури и девојка која сум била, девојка, не сум никој неколку постара, ама пак да кажам и пред да се омажам и пред да станам мајка, не си имала проблем не сум имала проблем со килограмите. Така ми изгледа, не можам ни да те замислам. Како ми рече, колку имаше 90 кила, а после пораѓај 78 килограми. Не можам да те замислам сериозно, ама нели ќе ми испратиш слика, да. Баш би сакала тоа да го видам и да го споделиме со армијата. Стварно е огромна мотивација, поготово за мајки кои што се соочуваат сега со период и самата знаеш, си поминала низ тоа колку е тешко да се вратат килограмите после бременост. Баш супер што си тука и да ги измотивираш. Кој момент беше пресуден за тебе и рече оваа програма сигурно ќе ми помогне? Или едноставно влезе па ајде, што биде нека биде. Кој момент онака беше пресврт? Пробав панталони да облечам едни, така прилично мој омилени да кажам, и влегоа до пола нога нагоре, не сакаа да одат. Едноставно решив дека и не само за тоа, сакав да си стекнам некои навики во однос на исхраната, значи во денешно време толку брзо време имаме, такво е времето всушност. Гледаш на брзина да ручкуваш, некогаш ручаш, некогаш не ручаш, вечерата се прескокнуваше. Стекнав навики за исхраната, значи да имам редовно 3 оброци, избалансирани оброци, дури и во случај да у тој ден не можам пример да се водам по програмата, знам што треба да внесам, како треба да внесам и тоа искрено ми стана навика да кажам, што се трудам колку можам да го пренесам дома и нели на моите. Колку вкупно килограми успеа да намалиш со програмата? Програмата ја почнав, значи април месец со 70 април 2022 година со 78 килограми, сега сум 53 килограми. Освен килограмите, кажи ми какви други промени забележуваш кај тебе?
Што се случи? Што е оно што го доби како бенефит? Како се справуваш, например, не знам, со оброците? Ете, помогни им на мајките, често знаат во групата на Мама Фит да се пожалат, немам време да ги спремам оброците. Тоа дека нема време, малце не се согласувам со тоа. Реално јас со 2 деца дома и со обврски, значи целокупните домашни обврски со тоа што нели и одам на работа, 8 сати сум таму, се наоѓа време. Пример, јас за моите оброци, од Сабајле знам да станам порано, дали да извежбам, ако моментот можам, ако не. Пример, до ручекот си го спремам од Сабајле. Ручекот секогаш. Некогаш го спремам дента, меѓутоа некогаш ако немам доволно време, од вечер ќе го направам. За вечерата во секој случај сум дома, значи 20 минути, пола сат, секој може искрено да си одвои. Воопшто не е проблем да се направи, нели, време и за оброци, и за вежбање и за све. Само ако си има доволно желба. Точно, и без да се бара изговори. Најбитна е желбата. Искрено јас имав огромна желба и таа желба се уште ме држи. Еве за 2 месеци ќе биде цела година, значи желбата кај мене е за уште понатака, значи воопшто не ми ја изгубена. Која е следна цел? Што сакаш да постигнеш? Следна цел ги чекаме твоите нови програми. А до тогаш? До тогаш одиме по програмата на Инстафит. Значи јас моментално сум на програмата на Инстафит. Значи ја следиш и кога не сме баш многу активни ни точно, во група, дури да ти кажам искрено и за празници, сите се жалат, волку јадев, онолку јадев. Јас искрено па и не јадев толку многу. Нели? Значи или пример ако знам дека денеска може малце поише ќе внесам, ќе направам дупли тренинг. Така Или ќе ги помешам понеделник со вторник со среда, гледам значи да си го дозволам тоа што сакам. Убаво памтам, имаше едни твои стоења за кој порок, да не го наречам порок за исхраната. Значи ако денеска решам дека ќе јадам пример малце повеќе, ќе направам дупли тренинг и денеска, меѓутоа и утрешниот ден, за да се изгуби тоа што се. Не мора да гледаме на тоа како измачување, како денеска касна, па ајде утре сега ќе си ја извадам душата, туку денеска ќе си дозволам, ама за тоа утре више ќе си проложам, ама нема да се демотивирам. И ми се допаѓа тоа што секоја девојка, како имам повеќе интервјуа, сите го научиле и сите функционираат на тој принцип и стварно ми се свиѓа тоа што е така. Најголемите два проблема, нели ти веќе сподели, кажат како функционираш ти, ама најголемите два проблема се немам мотивација или немам време. Што те мотивира тебе најмногу? За времето ми кажа како се снаоѓаш? Па ако ќе се погледнам во огледало, толку значи или нешто кој ќе требам да облечам што не ме собирало, а сега гледам како ми стои, тоа ми е пример голема мотивација. Дај мене некогаш знае да ми се случи, ете, уморна ќе се вратам, ми доаѓа да легнам. Едноставно, само што ќе отворам, или пример на Facebook ќе отворам у групата кој ќе видам девојки што извежбале, стани Мартино, што си ти по вакво, можеш да извежбаш. Едноставно, толку ми треба 2-3 минути додека трае загревањето, после тоа можам и 2-3 тренинга да извежбам. Немам никаков проблем, Битно е дека нема секогаш да има мотивација. Тоа точно, се случува. Се случува да нема мотивација, меѓутоа гледаме да идеме на тоа, да го победиме тоа немањето на мотивација со сами себе да си дадеме мотивација. Велиш дека групата исто те мотивира. Активна ли си таму или едноставно само сакаш да дзирнеш што се случува? Не, сум активна. Може сега овој период малце не сум, меѓутоа бев доста активна, значи со постирање на слики, со постирање од оброците, постирање на слики од тоа што каква бев јас пред програмата, кога ќе ја почнам програмата и какви се сега. Значи сакам да дадам мотивација на тие девојки што се таму. Имаме многу пример членови што се веќе одамна, има сега што се нови. Сакам да покажам дека ако сум успеала јас, можеме сите да успееме. Значи може буквално сите да успеат. Едноставно сакам да давам мотивација и има многу девојки што ги гледам во групата што едноставно и на мене ми се мотивација. По изглед, по све и стварно ми... Те прашувам затоа што знам дека ќе го гледаат ова многу девојки и знам многу девојки кои што се срамат да ни пишат во групата. Едни се срамат од тоа што се уште не го постигнале резултатот, велат дека се уште не се задоволни со својот изглед и затоа ги повикуваме и јас и ти сите да ни така да споделат слика дека ништо не е срамно и дека сите се соочуваме се почнува од нула. Значи буквално јас почнав од нула, значи нема потреба од срамење или нешто конкретно. Значи секогаш кога почнуваме нешто, почнуваме со секоја цел. Подобро да се види од нулата, па како има напредок да се гледа понатака. Значи воопшто нема потреба од срам. Точно, значи тука сме да споделуваме и работи кои се добри и процесот, додека трае процесот и кога нели заедно ќе се радуваме на резултатите. Како дозна за програмите? Па јас те пратам на Инстаграм многу одамна. Значи стварно многу одамна и
често ми се појавува, ама ете да кажам немав прилика. Значи јас програмата што ја почнав беше Денс Кардио 2, тоа беше во април месец и така од Инстаграм ајде да кажам и ете така си се зачленив и од тогаш па натака редовно. Дали би ја препорачала на некој друг или дали имаш девојки кои што веќе се на програма? Значи Денс Кардио 2 летните програми, односно беа веќе затворени, само што почна и баш се случи еден момент на прослава, како ослабе толку, викам искрено не кријам, викам кратко и јасно, Ана Стојанова, викам толку е. Со што почна и баш во девојката точно пред мене во тој момент, значи си ја уплати програмата. И сега не можам да кажам, не знам колку успех имала, меѓутоа да имам многу пријателки што ајде покрај мојот резултат стварно уплатија многу од програмите и кај некој има доста ефект. Значи стварно гледам дека има ефект. Ако се придржуваш на програмата и ако ја следиш, ќе има ефект. И дали има нешто што сакаш да го додадеш или да споделиш со девојките или нешто интересно што сакаш да дознаеме за тебе од цела оваа приказна? Па не знам. Нема нешто специфично, тоа што е. Што би им препорачала? Нема откажување, само упорност. Значи, да, како што кажа и претходно, ќе се случи момент да немаш мотивација, да не ти се вежба. Едноставно, само отворите групата на Facebook, одма ќе добиете мотивација. Нема откажување. Значи, ова е процес што трае. Секогаш ќе почнеме од дното, за да полека одиме кон врвот. Само без откажување, ако се откажеме, Тоа е тоа. Ништо, фала ти Мартина што беше дел денеска и што беше кај мене дома, ми беше гостинка, што ти одземав од твоето време, ама знам дека твојата приказна ќе инспирира многу девојки. Се надевам, ти благодарам уште еднаш на поканата и мене ми беше многу мило.